Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренеси со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. На 1 мај, речиси во сите држави во светот, се слави 1 мај денот на трудот, кој во 1886 година со штрајк отпочна во Чикаго за подобрување на работната положба со 8-часовно работно време на самите работници и се прошири со демонстрации во целиот свет. Вечерва ние со емисијава ќе ви го дадеме профилот на брачниот пар Илјо и Јагода Блажевски од познатата компанија Ајсмен. Утре се навршуваат пак 123 години од убиството на македонскиот револуционер Гоце Делчев, а за прилогот за Гоце Делчев, што вечерва ќе го дадеме, покровител е брачниот пар Владе и Вики Гроздановски од село Породин со фамилијата на кој од се срце им благодарам. На 6 пак мај е празникот Ѓурѓовден, па токму и вечерашнава наша емисија да ја отпочнеме со тој наш православен празник Ѓурѓовден. Ѓурѓовден е најголемиот христијански празник од пролетниот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш се паѓа на 23 април према новиот календар или према григоријанскиот или католичкиот, односно на 6 мај по стариот календар или јулијанскиот или православниот. Овој празник го празнува не само христијанското, туку и целото население воопшто. Има голема традиција во словенските земји, меѓу кои и во Македонија, што значи дека негова основа е празнувањето на природата, на разбудувањето на растителноста и на животот воопшто. Грегори или Георги Победоносец е роден во Кападокија во Мала Азија, односно денешна Турција, тогашна Македонија. Инаку Свети Георги е погубен на 23 април, како што реков, според некои извори 303 година и секоја година на овој датум Светата црква го празнува споменот на својот великомаченик. Освен овој празник во Македонија се празнува и на 16 ноември, денот кога е обновен храмот на Свети Георги, и овој празник е познат како Ѓурѓиц. На иконата Свети Георги е представен како војвода, како на кој ја убива ламјата, која што се наоѓа под копитата на коњот. И во легендите се раскажува, а и во песните се пее дека светецот навистина ја убил ламјата, што на народот му правила голема штета. Преку убиството на ламјата символично е прикажан придонесот на светецот во борбата и победата на негативните демони. На иконата во позадина се гледа женски лик што ја представува царицата Александра, која што исто така свесно се жртвувала, исповедувајќи ја истата вера како и светецот Георги Победоносец. Бидејќи Ѓурѓовден е голем празник, тој во некои се слави како национален празник и како празник патрон на некои држави и градови. Кај македонците со Ѓурѓовден започнува и летната половина од годината што трае до Митровден. Затоа во една македонска народна поговорка се вели: дојде ли Ѓурѓовден, чекај си Митровден. На овој ден се избираат селски одборници, протуѓери, полјаци, потоа се главуваат момоци, овчари, козари, говедари и така натаму. Заедно со тоа луѓето се подготвуваат за периодот што следува и што е исполнет со многу пред се полски работи.
Човекот му се радува на оживувањето на природата, никнувањето на есенските посеви, на разлистувањето на овошките, на раззеленувањето на гората и на обновувањето на растителноста воопшто, бидејќи тоа значи негова екзистенција. Меѓу повеќето обичаи и песни поврзани со овој ден, посебно значајно место заземаат оние така наречени билјарски обичаи и песни што се изведуваат при берењето на билките вечерта спроти празникот и на самиот ден рано наутро. Берењето на штотоку изникнатите и разлистени растенија е поврзано со обичајот за потнување, како и со обичајот крмење на стоката, а тие пак со верувањето на магичната моќ на билките. На билје се оди во блиските шуми каде што може да се најдат разлистени некои билки за кои се верува дека поседуваат магиска моќ, како што се кукурекот, здравецот, вратиката, среќата, но и некои други растенија како леската, дренот и слично. Таму во групи девојки, млади невести или постари жени ги изведуваат билјарските обичаи и ги пеат билјарските песни. Овој ритуал е стакнат во Западна Македонија, подеднакво исто и кај македонците христијани и кај македонците муслимани. Вечерта спроти Ѓурѓовден се запотнува со гранки од леска и со кукурек. Според верувањето, потката треба да ги чува објектите и предметите од разни опасности, болести и други несреќи, а нивите заедно со бериќето од секаква штета, од пороен дожд, од штетни животни, инсекти, болести и слично. Со леска се запотнуваат нивите, леите, кујките, плевните и други поголеми објекти. Леската според народното верување е сигурен заштитник, особено од град и гром. Во леска гром не удира, бидејќи Господ ја благословил, а удира само во дрво под кое седи ѓаволот. Ете тоа беше околу празникот Ѓурѓовден. На сите оние кои го носат името на Свети Ѓорги, Ѓурѓовден, и нека им е честито и вечно, а оние кои го слават, меѓу кои верувам и во селото Велушина, нека им е честита славата. Rudo jagne blejalo sa mnogivo svojto stado od pišano nesebega ne žali Ѓурѓеле. Jasno sunce grejalo, kambani stari bijat za razdelba doјде време. Не плачи Ѓурѓевре, Ѓурѓовден ден си огреја, јагнето заирлија. Не плачи, само Богу ти прозводи, чекат печалбари. Ѓурѓовден
Ilija, ne plači samo zbogu, ti prozbori, čeka pečal vari. Gjurgjovden den si ogreja, jagneto za samo zbogu ti prozbori, čeka pečal vari. Ne plači samo zbogu ti prozbori, čeka pečal vari. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно премени сали за вашите фамилиарни веселби. Јавете се на телефон 416-421-7451. Исто така, секој четврток повелете на ручекот што се доделува од 12 часот напладне, а во неделите на заедничка богослужба. Македонската православна црква Света недела од Еџек се исто така располага за вашите помали свадби, крштевки, родендени или крштевки, се разбира со удобна сала. Заедничкиот ручек е секој вторник од 12 часот напладне со председателот на пензионерското друштво Мај Кожовски, а секоја среда пак на игра, на оро и песна. Секоја недела пак на заедничка богослужба. Телефонот е 905-431-4944. И уште една наша македонска православна црква во градот Хамилтон, а тоа е Свети Наум Охридски, каде управата на председателот Крис Клашов ги задоволува сите гости кои одржуваат свадби, родендени, крштевки и слично со нивниот сервис и добро подготвеното јадење. А секоја недела од 10 часот утрото заедничката богослужба. Телефонот е 905-387-0111. Радиочасот ве апелира до сите вас да ја помогнете оваа радиопрограма за да продолжи понатаму да се емитува, а телефонот е 416-691-7184 или 647-780-6549. Исто така, доколку одите за Македонија, повелете, јавете ни се на 647-780-6549. Вимпис ресторант е стинџир на ресторанти во многу места во Онтарио, кои со нивното богато јадење како хамбурги, риба, шишкеба, фиш and чипс, разни видови салати, ги задоволува вашите вкусови за полни цени. Не случајно Вимпис е едно од најпознатите имиња на ресторанти во Онтарио. Телефонот е 416-269-4679. И уште една информација. Утре се навршуваат 123 години од убиството на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Токму затоа организацијата Обединети македонци ве повикува по тоа е значи утре 4 мај со почеток во 10 часот утрото да дојдете каде ќе се положи венец пред споменикот во чест и вечна слава на паднатите борци за ослободување на Македонија во дворот на црквата Свети Климент Охридски. Упатуваме повик до вас, велат самите од управата, меѓу кои председателот Ристо Дурловски и секретарот Драги Стојковски, до сите вас, како и сите македонци во Торонто и околината, да ни се придружите за заеднички да ја одбележиме ова значајна наша годишнина, за која од се срце ви благодариме. Значи, не заборавете, утре во 10 часот утрото се положува венец пред споменикот во чест на слава на паднатите борци за ослободување на Македонија во кај црквата Свети Климент Охридски.
Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. А сега со профилот за брачниот пар Илјо и Јагода Блажевски. Селото Свиништа е сместено во општината Охрид, во околината на градот Охрид. Ова село се наоѓа североисточно на Охридското поле, во повисокиот источен дел на општина Охрид, чиј јатар се доотпира со подрачјето на општина Ресен. Селото е планинско, на надморска височина од 1140 метри. Од градот Охрид селото е оддалечено 22 километри, а од патот Охрид-Ресен помалку од 2 километри. Свиништа се наоѓа лево од Коселската река, сместено во нејзиниот извориштен дел. Реката го одвојува од соседното село Речица, кој се наоѓа на нејзината десна страна. Во минатото мештаните со вода и за пиење се снабдувале од извори и од бунари. Денес селото има изграден селски водовод. Местностите на воатарот ги носат следниве имиња: Полце, Милошев Рид, Буково, Голи врв, Длабока Падина, Средни Рид, Соп, Света Недела, Сопрачиште и други. Селото во основа има збиен тип. Одредени делови од селото се нарекуваат по родови, како што се Смилевци, Чандаровци, Муренковци и други. Свиниште е сместено на преминот меѓу Плакенската и Петринската планина на патот Охрид-Ресен. Соседни села на Свиништа се селата Плајки и Речица од север, Завој и Расијано од запад, Илино, Горно Круши и Леварека од југ и Боиште и Церово од исток. Подрачјето околу Свиништа е населено уште од неолитот, зашто сведочи наоѓалиштето Пирчишта на околу 4 километри југозападно од селото. Народното предание говори дека на денешната положба на селото не се наоѓало ништо, туку додека на околните пасишта престојувале власи со црни овци. Некои кажуваат дека биле од Крушево. Денешното село потекнува од 1820 година, кога било населено со доселеници од познатото село Смилево од областа Железник. Во 19. век Свиништа било село во Охридска каза на Отоманското царство. Во и пред и по илинденскиот период населението на селото активно учествувало во помагање на востаниците, а и меѓу самите востаници имало млади луѓе и од селото Свиништа. Како познати дејци на ВМРО од Свиништа се знаат Ангеле Муренковски, Тодор Ѓорчев, кој бил еден од раководителите на Свиништани, Илјо Смилевски, Трајче Здравевски, Лазе Толевски, Ставре Станојовски, Илија Секулев, Јон Богоев и други. Во 1901 година во Свиништа престојувал Никола Петров Русински. Негов главен соработник од селото му бил Тодор Ѓорчев, како раководител на свинишката чета за набавката на оружје. Русински го насобрал народот и му говорил за борбата против угнетувачот. Потоа заколна многу свиништани во редовите на ВМРО-ото. Ете, тоа беше околу селото Свиништа. Токму во тоа Охридско село се роди Илјо Блажевски, син во 5 негови браќа и една сестра на Јосиф и Стаса Блажевски. За подобар живот семејството Блажевски се одселува во градот Ресен, тогаш кога Илјо беше само 4 години. Од мал заедно со родителите, односно целата фамилија, од бериќето што го добивале по нивите, продават по ресенските пазари, како и низ градовите на тогашна Југославија за опстанок. Но Илјо Блажевски размислуваше да се одсели во
Канада, каде таму го чекаше неговата сакана Јагода Карамфиловска од село Штрбово, ќерка на Коле и Ристосија, ако имаше брат и сестра. Така во 1973 година заминува во Канада, стапувајќи во брак со неговата сакана Јагода, каде се збогатуваат со рожбата на двајцата синови Гери и Џо. Свадба македонска да направа, мома македонка јас да сема, со дукати мамо наредена, и со срва мамо накитена, Дукати мамо наредена, и со срва мамо накитена. Моми македонки песна да запеат, момци македонци орода играат. Моми македонки запеат, момци македонци орода играат. Берак ми е дома да си дојдам, браќа, сестри, роднини да видам, песна македонска да запеам, оро македонско да заиграм, песна македонска да запеам, оро македонско да заиграм. Моми македонки песна да запеат, момци македонци орода играат. Моми македонки песна да запеат, момци македонци орода играат. Со доаѓањето на Илјо Блажевски, како и секој еден од нас што сме работеше во фабрика во прво време, за да потоа отвори фирма за правење чаши, за да во 1982 година го отвори бизнисот за мраз. Најпрво со партнер, а потоа со неговата сопруга Јагода, кој бизнис за мраз и ден денес екзистира, а кон кој се приклучија и неговите синови Гери и Џо. Години болен лежав,
Овој брачен пар Илјо и Јагода Блажевски во комуната па и пошироко со секој еден човек, не заради што се бизнисмени, туку тоа е слејано во нивниот карактер да се однесуваат и помагаат она што можат. Тој исти брачен пар кога најмногу ми беше тешко, ми излегуваа во пресред да го олеснат барем малку мојот проблем, на кој од се срце им благодарам. Тие исти Илјо и Јагода Блажевски секогаш лојални кон мене со се, а верувам дека тоа ќе го потврдат и многумина со моево мислење, имат голема заслуга и благодарност од моја страна. Јагода, која темелно ја држеше фамилијата и нејзината и нивните во фамилијата, бизнисот исто така и финансијата, што ретко која особа би можела да го прави сето тоа, а Јагода со име на нежност и убавина беше вистинска лавица, вистинска жена, мајка и бизнис леди. Овој брачен пар кој донираше во сите наши македонски православни цркви, донираат и на многу други места со целата душа и срце, а исто и ми ја помагат мојата радиопрограма Глас од Македонија. Преспански љубени, црвени јаболка, преспански љубени, лек за сите ресенски жени, лек за сите ресенски жени. Ај, преспа наша жива била, што народ си родила. Весели домакини. Сладки круши, жолти медени, сладки круши, жолти медени, лек за сите ресенски ергени, лек за сите ресенски ергени. Ај, преспа наша жива била, што народ си родила. Ај, работливи печалбари, весели домакини. Циронки, крапчина, вино и ракија, села преспа, сомерак не вика, села преспа, сомерак не вика. Ај, преспа наша жива била, што народ си родила. Печалбари, весели домакини. Во ова фамилија Блажевски, за жал, пред речиси 2 месеца си замина за секогаш од предградките на својот сопруг Илјо и синовите Гери и Џо, на кој им беше и другар, пријател, делејќи и добро и лошо со нив, а на кој им недостасува да го чујат низиниот глас, па макар и да се развика на повисок тон. Бизнисот Ајсмен,
компани и понатаму работи, зашто таков е и животот, но јагода ја нема меѓу нив. Сепак, ако таа не дочека да се радува со снаа за низините синови, нека овој пат од облаците на небото, но молики го Бога, бидејќи е поблиску до него, нека го види во најбрзо време тој весел чин на радост, за да мирно почива во низиниот вечен дом. Ило, Јагода, верувам дека е со вас и ќе ја слушне мојата благодарност за се што правевте за мене. Ако не можам со друго, барем мојава желба и молба до Бога, како и ти и Јагода што посакувате, нека стане вистина, за да се радувате ти овде, а таа на оној свет, со невеста и внучиња, за да бидете секогаш среќни и весели. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Даже и да не бе гледам, ново утро и добро е, добро е. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби викнете, за мене свирете. Ако утре ме нема, немој да ме жалите, дигни глава народе, измислаш за мене. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете и нека свират другите. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Среќни лица да гледам, после дождот сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, труби викнете, за мене свирете. Ако утре ме нема, немој да ме жалите, дигни глава народе, измислаш за мене. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете и нека свират другите. Ако утре ме Во продолжение да одиме со прилогот за погибијата на великанот Гоце Делчев, покровител, како што реков, е брачниот пар Владе и Вики Гроздановски од село Породин, со фамилијата на кој се срце им благодарам, а истовремено ве повикувам утре да дојдете за положување на венецот пред црквата, пред споменикот на борците знаени и незнаени за Македонија во кај Свети Климент Охридски од 10 часот утрото.
Инаку 123 години измина од убиството на македонскиот револуционер Гоце Делчев, кога во серското село Баница, предаден е од домашни издајници, беше убиен овој наш великан Гоце Делчев. Гоце Делчев, син на чорбаджијата Никола и неговата сопруга Султана, беше роден на 4 февруари 1872 година во вкупно 9 деца во градот Кукуш кај Круша планина. Уште како мало дете тој покажал голема храброст со чувството да ги заштитува послабите во физичка одбрана и подчинетите. Токму од тие најрани години, па се до заминувањето на воената академија во Софија, биле бурни немирни години за Гоце, но пред тоа завршил и во прогимназиското образование, почнувајќи од Кукуш, па потоа во Солунската машка гимназија Свети Кирил и Методи, каде што раководел таен револуционерен кружок, кој истото го направил и во Софија. 1894 година во Штипското Ново село бил учител, а исто така и се приклучува кон внатрешната македонска револуционерна организација. Активно действува во конгресите, како што беше Солунскиот конгрес, каде со Ѓорче Петров го изработиле новиот устав и правилник на организацијата. Неговата интуиција, како и на Ѓорче Петров, Питу Гули, Никола Карев и неколку други револуционери, беше и причина да се спротистават на Даме Груев, Сарафов, Татарчев за дигање на востание, но и поаѓајќи од тоа што не беа се уште спремни. Можеби Груев беше изманипулиран од бугарските врховисти додека беше в затвор во Софија, кои инсистира да се дигне востание против отоманската тиранија, а целта на врховистите заедно со Бугарија беше да покажат Божем Бугарија му помага на македонскиот народ за негово ослободување и автономија на Македонија. Можеби не случајно Борис Сарафов и Иван Гарванов биле убиени во 1907 година од страна на Тодор Паница со поддршка на Јане Сандански, а можеби мистериозното убиство на Гоце Делчев, кога после
Македонскиот конгрес, каде присуствува и Даме Груев, Гоце Делчев, одејќи за Штип и други места во Македонија, губија Гоцета Делчев на 4. мај 1903 година во село Баница Серско. Гоце Делчев, преполн со неговите мисли, желби, но и верување дека може да го прероди светот и во него да блеснат слободата и правдата, не случајно рекол: "Јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Меѓутоа, не сакам луѓе што ќе ме напуштат при првиот неуспех", вели Гоце Делчев, "но не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови и изроди како македонскиот. Историјата не памети дури таков пример кога еден ист народ по јазик, вера и традиција се разделува на разни спротивни страни. Една од друга потуѓа." На крај да додадам уште една мисла од Делчев. Дали може да има друго место за еден македонец освен Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Ете, тоа беше прилогот за Гоце Делчев. Уште еднаш да апелирам да дојдете утре од 10 часот утрото во црквата Свети Климент Охридски, каде ќе се положува венец пред споменикот на знаени и незнаени јунаци борци за слобода за Македонија. Тоа е во дворот на црквата Свети Климент Охридски.
Zemljo Makedonska, uvažavam te. Zemljo Makedonska, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-romska, Makedonijo, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo tursko-romska, Makedonijo, pozdravljavam te. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe.
Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Ради часот Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.